Празникот Свети Атанаси Велики денес традиционално беше одбележан и во село Долно Седларце. Во патроната црква беше отслужена света божествена литургија, на која присуствуваа верници од селото, но и од околните населени места, кои му одаваа почит на Светиот Атанаси, палеа свеќи и се помолија за здравје за нив и за нивните најблиски. Свети Атанасије Велики, архиепископ Александријски, je roden во Александрија 296 година и од самото детство бил наклонет кон духовниот позив. Бил ученик кај архиепископот Александар и тој го пратил на првиот Вселенски собор во Никеја. На овој собор Атанасија се прославил со своето знаење, благочестивост, ревност за православноста. Тој многу допринел да се разбие ариевата ерес и да се зацврсти и утврди православието. Тој го пишувал и символот на верата, кој на соборот бил и усвоен. По смртта на Александар, Атанасиј беше избран за архиепископ Александријски. Како архиепископ бил 40 години. Скоро целиот свој живот бил прогонуван од еретиците. Од царевите највише го гонеле Констанције, Јулијан и Валент, а од епископите Јесевије, Никомидиски со уште многу други, а од еретици Арија и неговите следбеници. Свети Атанасиј бил принудуван да се крие во бунари, во гробови и по приватни куќи, дури и во пустината. На 2 пати морал да бега во Рим. Пред смртта малку време поживеал мирно, како добар пастир покрај своето добро стадо кое навистина го почитувало. Малку се светители што се толку клеветени и злочинечки прогонувани како што бил Свети Атанасије. Но неговата душа сето тоа трпеливо го поднела. Заради љубовта кон Христа и најпосле излегла победоносна после толкава долготрајна борба. За совет, утека и морална потпора секогаш одел кај Свети Антонио, кого го почитувал како свој духовен татко. Човек кој ја формулирал најголемата вистина, морал и да пострада за таа вистина се додека Господ не го успокоил во царството своје како свој раб 337 година. Нека ни е за многу години на здравие и спасение денешниот празник. По отслужената света богослужба во дворот на црквата, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф ги прережа кумските колачи. Дар Христе Боже во слава и чест на Светиот Атанаси Велики, прими ова бескрвна жртва во Твојот светлат небесен и мисловен Твој жртвеник, во името на Отецот, Амин, и Синот, Амин, и Светиот Дух, Амин. За многу години напомождено, честите кумства да имате, Светиот Атанаси да се моли за вас, за вашите семејства, за добробит и за благослов и напред. Седларчани останаа верни на традицијата, па така по сите обичаи наследени од нивните прадедовци, го прославија денот посветен на нивниот заштитник, патриархот Александријски Светиот Атанаси. Убав ден, да им честитам прво на нашите сограѓани што овој ден сака да ги скориста на најубав начин. Овој празник е за сите нас, за цело село што се вика Непркстове, свите го очекуваме цела година овој ден. И се што се гради, што се надградува во овој објект овдека, све се заслужни граѓаните на ова село. Имаме доста донатори што ни донира и ними да им се заблагодариме на сите донатори што ни донирале, али најповеќе од сите граѓани што немилосрдно секој ден си ја дава она што треба. Не се тие многу пари, мислам, по 1000 денара годишно, меѓутоа никој не одбил ништо, секој ден си дава она што треба редовно тоа и дури прашува унапред да плата, пошто гледа се работи, се гради и така. Како тече прославата на празникот низ годините, како било порано, како е сега? Прославата тече како секоја година, тоа ни е традиција од прадедовци, дедовци што се вика, тоа ни е останато и ние така го си го терамо. Со сите адети како што биле тоа, биле порано мало селото било, имало еден кум, па повеќе, после имало 3 кума, меѓутоа се е наголемено, имаме 7 кума. До 2023 ни е полно све. Значи, пријавува унапред, еве, на овој ден сигурно че имаме уште
10 души пријавено, до 2025 мислам дека ќе биде пуно се. Празникот си е многу убав и сите си го поштуваат и си го слават. Традиционално за празникот Свети Атанаси Велики во Долно Седларце се подготвува заедничка трпеза. Главниот готвач Стојан Тушев денес подготви вкусен ручек за 1500 верници. Седомовна, се колат седомовна, орис со тие седомовна, 3 казана со граф, со сланина, тајниот рецепт за гравот са пеперките суј, а за обновите е џувечето. Така, со појќе кромит, појќе зарзават како целер, како морков, пашканат и така натаму. За колку гости? За 1500. Колку години сте овде готвач? Сум бил пред 27 години и сега, по втор пат. Заедничката братско-сестринска трпеза на љубовта приредена од годинишните кумови ја благослови владиката Јосиф. Која дења те бијат од твоите чеда, Божи владика, Христово и кратко си од свет, сега секогаш и во вечни векови. Почитувани верници, јас само накратко би сакал да ви заблагодарам за поканата денес када бидам овде кај вас во Седларце. Секоја година е традицијата тука да бидам, тука во Првеница, и да вистина ми е чест и радост покрај пријатни луѓе со позитивна енергија, луѓе домаќини, да се биде присутен овде. Господ Бог да ве благослови, да имате честити кумства, благослов вашите семејства напредок, а Светиот Атанаси да се моли за вас пред престолот на Севишниот Бог. За новогодини да се гледаме што порадости повесели. Празникот Свети Атанаси Зимен се слави како силска и домашна слава во многу домови во Седларце.